Празник на изворниот фолклор денес беше во Свети Николе. Вистинска народна манифестација во чест на македонскиот изворен ритам, презентирана низ маесторски изведби на пејачки и игроорни групи и фолклорни ансамбли. За Свети Николе овој настан е уникатна културна прилика која градот го рангира на врвот од македонската традиционална култура. Граѓаните манифестацијата ја чувствуваат како дел од нив, а импресиите се следните. Убаво, значи традиционално секоја година Свети Николе како град е преубаво градче. Сите збиднувања што се случуваат тука се преубави, значи доаѓаат групи играорни фолклор од цела Македонија, што е за пофалба. Ние многу сме среќни, а ние како пензионери пред 2 години настапувавме, нашата фолклорна група од Рачево настапуваше тука на платото, да кажам, во овој парк. Денов е преубав, значи презадоволни сме, гостопримлив народ, топли луѓе, се што можам да кажам најубаво за Свети Николе. Гумано. Прв пат доаѓате на фестивалот? Не. Со години? Со години. Какво е вашето искуство од претходните години? Задоволни сме, супер. Македонска музика, фолклор, традиција? Традиција, музика, македонска. Јас доаѓам трет пат, една година беше лоша искуство, одврдеше цел ден. Иначе добро беше, таму гледавме у сала, имаше музичка група, имаше тие такви работи. Убаво беше и затоа повторно дојдовме. Ние сме пензионери од Скопје. Од Скопје дојдовте специјално? Специјално дојдовме за овај ден. Многу ни беше пофален. Убаво си поминале други години. И прв пат доаѓате? Прв пат доаѓаме, да. Па дојдовме да видиме, а стварно еве почнува со убаво. Добре дојдовте, од каде сте? Од Виница. Идете специјално за фестивалот? Да, за фестивалот идеме. Имате доаѓани претходните Не, години? не, сега прво. Прв пат? Да. Пофалена на традицијата? Да, многу ја фалот и сега сакаме да видиме и ние како е тука. Да, многу убаво е. Пуно има свет, убаво се. Да. Игрорники има од нашиот крај, од Истибани, и за тоа дојдоме највише да гледаме. Секаде одат и ние сакаме да одиме, да се шетаме. Од Скопје. Од Скопје, доаѓате специјално за фестивалот? Да, одаме втори пат. Автобус општина Центар дошла. Од Скопје. Од Скопје. Дојдеме да прошетаме малце низ Свети Николе, да видиме градот. Доволно беше. А сега ќе видиме обичаите. Ние прошла година бевме, убаво беше. Ни бевме исто, беше многу убаво. И така. И ова година речевме да дојдеме пак. Сме воодушевени од вашиот прием тука, така да убаво си помируваме секоја година. Се надеваме дека и денеска ќе има нешто така за да видиме и тоа. Учеството на традиционалниот фестивал е посебен момент и за членовите на ансамблите. Доаѓаме од студио Фолклор од Скопје. Така. Колку време настапувате на овој меѓународен изворен фестивал? Јас лично на овој фестивал сум прв пат сега. Колешите може би имаат порано, меѓутоа јас сум прв пат. И искрено да ви кажам, ми се бендиса, бидејќи атмосферава навистина е фасцинантна. Повозрасната група, постарата група ветерани на студио Фолклор се редовни. Меѓутоа оваа година го отстапија нивното место ние да настапуваме. Како е чувството за сега? Прекрасно. Преубаво. Многу убаво. За градоначалникот Дијан Владев, манифестацијата е почит на изворните корени и безвременска музичка трага. Ова е традиција, ова е култура и ние се грижиме за нашиот корен, за нашата култура, за нашата традиција. Така што може да кажам дека оваа година, 2026 година, ја организираме Тодорица 2026 на која што ќе настапуваат 12 културно-уметнички друштва од Република Македонија и од соседна Бугарија. Иначе самиот фестивал е од надпреварувачки карактер, ама има и еден дел кој што е од ревијален дел, така што сакам да им посакам топло добро дојде на сите културно-уметнички друштва и се надеваме дека најдобрите што ќе изиграат најубаво ќе ја однесат Гран При наградата за Тодорица 2026 година. На големиот настан присутен беше и министерот за култура Зоран Љутков. Би сакал да им го честитам празникот на Свети Николчани, да им посакам да имаат убав ден и треба да бидат горди што и на овој ден имаат и ваков фестивал фолклорен
многу е важно градовите кои што ги имаат овие фолклорни фестивали и кои што ги поддржуваат силно и како локална самоуправа и ние како централна власт, како Министерство за култура и туризам, бидејќи на тој начин не само што се слави празникот на градот, туку се чува традицијата преку фолклорот, преку традицијата, преку обичаите и така натаму. Затоа уште еднаш Министерството за култура останува доследен поддржувач на ваквите настани, посебно во овие 2 години каде што буџетот за фолклорните настани се зголемува се повеќе и повеќе, бидејќи тоа е важно за културата и традицијата и за идентитетот на една држава и на една нација. Манифестацијата во Свети Николе го доведе и премиерот Христијан Мицкоски. Изјава од негова страна немаше, но присуството беше доволна потврда за големината на настанот. Освен надпреварувачки, фестивалот имаше и ревијален дел на кој настапија неколку групи, меѓу кои и Пиринска китка од Народна република Бугарија.